Премиерот Христијан Мицковски изјави дека владата на Македонија ги следи случувањата во општина Пустец во Албанија, каде што албанската влада планира изградба на 3 мигрантски кампови, нешто што предизвика реакции кај македонската заедница која живее во овој регион. Апсолутно ги следам од блиску сите случувања. Ние помагаме во рамките на нашите можности, многу внимателно е да не треба тоа да се прави за да не се свати дека се мешаме во внатрешните работи на соседна држава. Исто како што ние не сакаме да ни се мешаат, така и ние не треба да се мешаме. Така што македонците од Пустец, но не само од Пустец, генерално македонците од околните земји и македонската диаспора апсолутно имаат озбилно добар и квалитетен сојузник во оваа влада и во мене лично. ТВ21 се обиде да добие став за оваа тема и од министерката за внатрешни работи на Албанија, Албана Кочиу, која беше во официјална посета во Скопје, но без успех. Shumë faleminderit, ne të dy kemi dakordsuar që nuk do të marrim pyetje në vijim. Kjo do të ngelet për një diskutim të radhës. Sot është e rëndësishme të theksojmë bashkëpunimin mes dy vendeve tona për të lehtësuar akoma më shumë lëvizjen e lirë të qytetarëve. Пред неколку дена председателот на Македонската алијанса за европска интеграција Васил Стерјовски изјави дека македонската заедница во Пустец е против одлуката на владата за отворање на 3 приемни центри за мигранти во селото Зерноско, на спортските терени во Пустец и во селото Долна Горица. Këto qendra janë planifikuar për emigrantë nga Afganistani, Pakistani, Irani, Siria, Libani dhe Gaza, të cilët përdorin Shqipërinë si vend tranziti drejt Bashkimit Evropian. Aleanca Maqedonase për Integrimin Evropian denoncon faktin se ky vendim është marrë pa asnjë konsultim publik me banorët e komunitetit maqedonas të Bashkisë Pustec, pa përfshirjen e pushtetit vendor dhe pa dialog me aktorët lokal, duke shkelur rënd parimet e vetëqeverisjes vendore, transparencës dhe demokracisë pjesëmarrëse. Тој воедно додаде дека отворањето на овие центри во комбинација со недостиг на инвестиции може да доведе до поголем екзодус на жителите, што според него го загрозува постоењето и опстанокот на македонската заедница во овој регион. Стерјовски побара од владата на Албанија да ја отстрани општина Пустец од планот за изградба на мигрантските центри. На оваа реакција и барањата на оваа партија се приклучи и Македонската асоциација Илинден во Тирана.